На овие избори кочанчани ќе бидат ставени пред важен испит. Изборот на градоначалник по трагедијата во дискотеката Пулс ќе покаже во каква насока граѓаните одлучиле да се развива нивниот град. Дури 6 кандидати ќе се борат за градоначалничкото столче, а се поднесени и 9 советнички листи. Граѓаните очекуваат не само планови за инфраструктура, економија и развој, туку и јасна визија за тоа како градот ќе се справи со последиците и повторно ќе ја врати довербата во институциите. Посебно внимание привлекува Владко Грозданов, кандидатот за градоначалник од ВМРО-ДПМН, чие дете беше сериозно повредено во пожарот во Пулс. Личното искуство со трагедијата ја нагласува неговата посветеност и визија за иднината на градот. Градоначалничкото столче за некои представува доблес, гордост, мок, но за мене ништо не представува од тоа. За мене представува една одговорност, една доверба која ти ја дава народот и која доверба е базирана на чист образ, но најважно е после завршување на минливиот мандат тој чист образ да остане уште така чист и не извалкан. Сите 6 на кандидати ветија дека овие локални избори во историјата ќе бидат запаметени како најмирни. Игор Христов, кандидат од СДСМ, потенцира дека ќе ги слуша граѓаните и нивните идеи за промена. Во еден град да изгубиме 62 животи, да имаме над 200 повредени и да водиме на скапи кампањи, не. Меѓутоа ќе ги посетиме граѓаните, ќе ги повторно црпиме, како се вика, нивните идеи, нивните замисли за промена на градот Кочани. Ќе гледаме да бидеме очите и ушите кои што ќе ги слушат нивните интереси, да ги вклучиме колку што е можно повеќе во целата таа ситуација. Ќе одеме кај фокус групи, кај спортисти, кај културни работници. Освен Грозданов и Христов, во Кочани за градоначалничката фотелја претендираат уште 4. Даниел Глигоров од партијата Единствена Македонија, Жаклина Фелипова Свеќаровска од Левица и независните, актуелниот ВД градоначалник Венко Крстевски и Зоран Тодоров. Ние ви ветуваме дека ќе имаме кампања во која нема да напаѓаме никого, но дека нема да ги скриеме ниту еден проблем кој го засега граѓанинот на општина Кочани. Ќе зборуваме за проблемите, но ќе зборуваме и за решенијата. Никого не напаѓаме и уште еднаш ќе подаваме раката кон сите заеднички да ја решиме проблемот во општина Кочани и да направиме подобра иднина за сите. Изборната кампања ќе се одвива во сенка на најголемата трагедија што пред 6 месеци ја потресе државата. А идниот градоначалник на Кочани ќе треба да му даде надеж и вистински пат за како полесно да се избори со најголемото искушение со кое се соочила Македонија.